Ја слушате програмата Ни Светото Писмо. Денес ќе ја завршиме со обработка глава 25 од Евангелието според Матеј, која опфаќа дел од говорот кај Маслиновата гора. Свесен сум дека веќе неколку епизоди поред размислуваме за овој говор, но според мене станува збор за важен текст, чие значење е полезно добро да го разбереме. Откако ќе завршиме со проучување на оваа глава, во денешната епизода ќе опфатиме и дел од глава 26, која пак е најголемата во ова Евангелие и се состои од 75 стихови. Сакам повторно да нагласам дека според мене книгата Битие или првата книга од Библијата и Евангелието според Матеј се двете најважни книги во писмото. Не велам дека останатите светописни книги не се важни, но сметам дека овие се најважни во контекст на разбирањето на суштината на целата Библија. Не само тоа, туку мислам дека Евангелието според Матеј е и најважната книга во целото писмо. Тоа се разбира е мој личен став и увид. Еден од главните проблеми на денешната црква е фактот што христијаните не ја познаваат Библијата. Тие не ја читаат, ниту пак размислуваат за неа. Токму поради тоа, голем дел од христијаните не ја познаваат суштината на својата вера. Ако имате Библија со себе, отворете ја кај Матеј, глава 25, стих 31. Во говорот на Маслиновата гора, Господ Исус кажува 3 параболи, меѓу кои е и онаа за 10 девици. За неа размислувавме во претходната епизода. Но, преку таа парабола, Исус сакаше да им каже на своите ученици дека треба да бидат будни и внимателно да го чекаат неговото доаѓање. Конкретно, главната порака на таа парабола е дека христијаните треба постојано да го имаат Светиот Дух во себе. Сосема е возможно некој да се интересира за верата, а сепак да не е спасен. Се плашам дека денес во црквата имаме многу такви луѓе, кои иако имаат познавање на некои аспекти од верата, сепак не го познаваат Господа, ниту пак се свесни за некои важни христијански вистини, како што е второто Христово доаѓање. Потоа ни е дадена и параболата за талантите. Станува збор за приказна во која Господарот им дава на своите слуги таланти и од нив очекува тие да тргуваат со нив и да ги умножат. Но еден од нив го закопа талантот кој го доби и со тоа покажа нелојалност кон Господарот. Кога Господарот дозна дека неговиот слуга го закопа талантот, тој го укори. Прашањето за нас денес е: дали сме верни на ресурсите и можностите кои Господ ни ги доверил во животот? Како Божји деца, ние треба да дознаеме што е тоа што Бог го бара од нас да го направиме. Некои луѓе ќе имаат еден вид, други луѓе ќе имаат поинаков вид на ресурси и можности. Но Бог нема да бара од нас да направиме нешто за кое не ни дал прилика, туку очекува од нас најдобро што можеме да го ползуваме тоа што ни е дадено во животот и преку тоа да му донесеме слава на неговото име. Со тоа доаѓаме до стих 31, каде пишува за судот врз народите. На сите народи ќе им се даде можност да поверуваат во Божјата порака. Пред да дојде крајот на добата во која живееме, Евангелието ќе биде проповедано помеѓу сите народи. Но, како што е случајот сега, и тогаш некои луѓе нема да ја прифатат пораката. Во следните стихови, Господ Исус всушност кажува како ќе постапи со оние кои ја прифатиле и со оние кои ја отфрлиле неговата порака. Стих 31. А кога ќе дојде Синот човечки во својата слава и сите свети ангели со него, тогаш ќе седне на престолот на славата своја. Говорот на Господ Исус сега е насочен кон судниот ден, во кој сите народи ќе застанат пред Божиот престол. Можеби ќе се сетите, но на почетокот од проучувањето на ова Евангелие напоменав дека главната идеја на Матеј е да го представи Исус како цар, првично на евреите, но исто така и на сите народи. Стихот, кој предмалку го прочитавме, ја пренесува токму таа порака. Поентата на овие зборови е дека секој ќе застане пред него да даде отчет за својот живот. Како ќе постапи царот? Стих 32.
и ќе се соберат пред него сите народи, па ќе ги оддели едни од други, како што ги одделува овците од козите. Зошто Исус ќе ги оддели народите, онака како што се одделуваат овците од козите? Стихови 33 до 40. И ќе ги постави овците од својата десна страна, а козите од левата. Тогаш царот ќе им каже на оние кои му се од десната страна: дојдете благословени од мојот Отец. Наследете го царството подготвено за вас од почетокот на светот, зашто гладен бев и ми дадовте да јадам, жеден бев и ме напоивте, странец бев и ме примивте, необлечен бев и ме облековте, болен бев и ме посетивте, во затвор бев и дојдовте кај мене. Тогаш праведниците ќе му одговорат и речат: Господи, кога те видовме гладен и те нахранивме, или жеден и те напоивме? Кога те видовме странец и те прибравме, или необлечен и те облековме? Кога те видовме болен или во затвор и те посетивме? А царот ќе им одговори и рече: вистина ви велам, доколку сте го направиле тоа за еден од овие мои најмали браќа, за мене сте го направиле. Поентата на одделувањето на луѓето е да се разграничи и одреди кои се спасени, а кои не. Преку овие стихови, тој не сака да каже дека спасението се добива преку делата, туку дека верата ќе произведе соодветни дела во животите на оние кои ја поседуваат. Оние кои се споредени со кози се луѓе кои можеби не го одрекуваат Господ, но сепак не покажале делотворна вера. На таквите Господ Исус ќе им рече: вие ме отфрливте. А останатите кои практикувале делотворна вера ќе бидат прифатени во неговото царство. Со тоа доаѓаме до глава 26, каде се опишани последните настани пред крајот на овоземниот живот на Господ Исус. Тука ќе читаме за неговото помазание од Марија во Витанија, моментот кога Јуда го предаде, првата причест, како и за разговорот во кој Исус прорече дека Петар ќе се откаже од него. Ќе читаме и за моментот во кој Исус беше уапсен, а потоа и однесен пред Кајафа и Синедрионот, и на крај ќе читаме за одрекувањето на Петар. Сите овие настани се запишани во глава 26, која е составена од 75 стихови. Патем, поделбата на Библијата во глави и стихови е нешто кое се случило векови откако Библијата била напишана. Што се однесува до мене, мислам дека оној кој ја правил таа поделба можел да ја подели глава 26 на 3 дела. Според мене, кај стих 30, а потоа и кај стих 56, има така наречена природна пауза во настаните која можела да се искористи за подетална поделба. Ќе ги прочитам првите два стихови од глава 26. И кога ги заврши Исус овие зборови, им рече на учениците своји: знаете дека по 2 дни ќе биде Пасха и Синот човечки ќе биде предаден на распнување. Господ Исус повторно ја најавува својата смрт пред учениците. Мислам дека на нив се уште не им беше јасно што ќе се случи. Стихови 3 до 5. Тогаш првосвештениците, книжниците и старешините народни се собраа во дворот на првосвештеникот по име Кајафа и се советуваа како да го фатат Исус со измама и да го убијат, но рекоа: само не на празникот, за да не стане бунт меѓу народот. Ова е 6-ти пат како што Господ ја најави својата смрт пред апостолите. Но овој пат тој им кажува и кога ќе се случи тоа, на празникот Пасха. Самите свештеници и старешини се согласија дека не е добро да го предадат Исус за време на Пасхата, но на крај се исполни тоа што Господ Исус го кажа, а не тоа што тие го испланираа. Тој беше предаден и осуден и убиен за време на празникот Пасха. Господ Исус е оној кој ја има контролата врз се што се случува. Неговите непријатели не беа свесни за тоа. Се надевам дека ние нема да ја направиме истата грешка. Оваа вистина, дека се е во Господовите раце, треба да им даде утеха на оние кои му веруваат и се водат според неговите зборови. Фарисеите и старешините мислеа дека тие можат да прават што сакаат со него, но всушност Исус беше тој кој дозволи да му се случи сето тоа што му го сторија.
Продолжуваме со читање на текстот и сега следува еден навистина необичен и прекрасен настан. Стихови 6 до 8. А кога беше Исус во Витанија, во куќата на Симон лепрозниот, се приближи до него една жена, која носеше шише со скапоцен мирис и го изли врз главата негова, кога тој седеше на трпезата. И кога го видоа тоа учениците негови, се расрдија и рекоа: какво е тоа растурање? Исус беше гостин во домот на Симон лепрозниот. Зошто Симон го нарекуваа лепрозен? Дали затоа што во моментот кога Исус му беше на гости имаше лепра? Не, туку затоа што тој претходно имаше лепра, но Господ Исус го исцели. И сега Симон можеше да седи на иста маса со други луѓе. Можеби тој го покани Господ Исус на гости како знак на благодарност. Во тоа време на лепрозните не им беше дозволено да се приближуваа до луѓе кои беа здрави. Сигурно Симон долги години живееше во таква изолација, но Господ му го промени животот. Знаете, во одредена смисла, секој грешник е како лепрозен човек кој има потреба од очистување. Токму тоа е она кое Господ Исус може и сака да го направи за оние кои ќе побараат помош од Него. Тој ќе не очисти од нашите гревови и ќе ни даде можност да општиме и да имаме заедништво со небесниот Татко. Додека седеа и споделуваа оброк, кај Исус дојде една жена. Поново. Милиони луѓе низ историјата на црквата слушнале за делото на Марија. Можеби апостолите сметаат дека таа прави грешка, но во тој конкретен момент таа беше единствената која свати што ќе се случи со Господ Исус. Тоа е навистина интересно, зарем не? Не беа учениците оние кои проникнаа и разбраа што ќе му се случи на Господ Исус, туку Марија, иако тој неколку пати им ја најави својата смрт. Во тој момент не беа мажите оние кои ја разбраа Исусовата мисија, туку жена. Не беа апостолите оние кои донесоа парфем за да ја помазаат неговата глава, туку Марија. Иако тие речиси 3 години беа заедно со Исус и ги слушаа сите негови поуки, сепак не разбраа во целост што ќе се случи наскоро. Што сакам да кажам со ова? Дека стажот во христијанската вера не е толку важен колку што е важна отвореноста кон Господовото дејствување во нас. Некогаш оние кои долго време се во верата може да бидат во искушение да помислат дека знаат многу, а од друга страна можеби оние кои помалку време се во верата се поотворени и со поголема понизност пристапуваат пред Бога. Стихови 14 до 16. Тогаш еден од 12 по име Јуда Искариот отиде кај првосвештениците и рече: што ќе ми дадете па да ви го предадам? А тие му предложија 30 сребреници и од тогаш тој бараше погодно време да го предаде. Ова беше навистина големо зло. Во неговиот опис на пеколот, Данте Алигиери го смести Јуда во најдолниот круг, кој според него е резервиран за најголемите грешници. Господ Исус и апостолите се собраа во така наречената горна соба со цел да ја прослават Пасхата, но при тој настан Исус ја воспостави и причеста. Стихови 21 и 22. И кога јадеа им рече: вистина ви велам, еден од вас ќе ме предаде. Тие многу се нажалија и секој од нив почна да го прашува: да не сум јас, Господи? Секој од апостолите беше свесен дека во себе има потенцијал да направи такво зло. И тоа според мене е добро, кога луѓето се свесни дека се способни да направат грев. Ниту еден од нив не рече: нема шанси јас да направам такво нешто. Подобро е да бидеме свесни за нашиот потенцијал за зло и да бараме од Бог да ни помогне да не подклекнеме на искушенијата, отколку со само доверба да се удираме во гради. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал
и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.